Започнуваме со нова епизода на подкаст на Биди свој, со мене и колегата Ване Трајков. И денес ќе разговараме на тема која некако одамна ја размислувам и навистина сакам да ја разговараме јавно таа тема. Колку ние сме среќни луѓе. Зборуваме не само за Струмица, туку еве и на ниво на Македонија. Морам прво да кажам од каде ми дојде идејата. Едни статистички податоци читав, гледав дека во Македонија живеат луѓе кои се најнесреќни на Балканот. Затоа, колега Ване Трајков, ќе ја прашаме нашата гостинка Сања Ставров, психолог и гешталт советник. Добре дојде во нашиот подкаст. Добре ме најдов. Колега? Ништо се согласувам дека тоа е на истражување дека Македонија покажа дека е една од најнесреќните нации, мислам преднича таму скандинавските. Јас мислам сепак дека струмички ќе се изразам. Кога сме лавнале сите по тие пари и по тоа динамично време, нема среќа. Да. Затоа си викнавме компетентен гостин да ни зборува за тоа. Среќна сте? Јас сум одлична. Среќна сте? Одлично, да. И Не, искрено ти пара. Да. Дека јас, например, не сум среќен. Да. И јас морам да си кажам, имаше момент во животот, ме праша една пријателка од некаде нешто збор. Среќна си? И јас во моментот не знаев што да кажам. Се случува, нели? Ние колку често си го поставуваме тоа прашање и колку размислуваме на тоа дали сме среќни, што ни фали, што не ни фали, што е среќата, благодарни ли сме на тоа што го имаме. Ти среќен си? Кати топ. Не, кати топ, тоа спремен, ама среќен дали си, исполнет? Да. Со тоа што го работиш, еве, например, биди своите исполнува? Малку треба да се дефинира што е среќа. Фала. Да дојдам на ред. Среќата, да. Среќата во главном е дефинирана како добра состојба. А добра состојбата е една комплексност или комплексност и вклученост на емоции и на когнитивниот аспект. Значи, ги ставаме емоциите на една страна и когнитивниот аспект на среќата на друга страна. Во моментот кога не си можела да одговориш дали си среќна, е вклучен когнитивниот момент, односно нашето анализирање што во моментот ни се случува и каде ние сме, кои сме, што во моментот правиме, што не се случува. Всушност, добросостојбата е една состојба кога избегнуваме негативни емоции или не сме во контакт со нив, или кажуваме дека сме среќни кога комплетно учествуваат позитивни емоции во нашиот живот. Меѓу другото, освен когнитивната компонента, каде што се вклучува севкупната анализа во живењето, учествува и генетика, учествува и социјалните фактори, учествуваат и демографските фактори. Значи, комплетно кога ќе дојдеме до некој статистички податок дека ние се граничиме со нивото на среќа или колку среќна нација сме, во споредба со народите кои што војуваат, сериозно треба да се запрашаме што дефинираме како среќа. Значи, среќата не е ултимативно, единствено чувство на радост, кое што го експонираме со фацијална експресија насмевка. Значи, тоа не е ултимативната негова дефиниција, како среќен сум, оти сум цело време насмеан и сум радосен. Туку се вклучуваат повеќе фактори. Сега, кога зборуваме за когнитивното, може да се случи, примерно, да се случуваат многу немили настани или да испитуваме негативни емоции, но кога ќе се сконцентрираме и сме во контакт со себе си и ќе анализираме што се друго ние пропратно имаме, може да се каже дека сме среќни луѓе. Што е тоа? Многу од луѓето кои што живеат во сиромашни земји, пример, имаат оскудни ресурси економски или... И правиме компарација с нив, дека ние сме посреќни на некој начин, ама во однос на скандинавците сме... Тука се вклучува социјалниот фактор, што на нас, како општествена заедница, не води кон несреќа или кон среќа. Да, што значи дека вака понаа теза, дека, Ставров, понаа теза дека сме една од понесреќните нации, треба да се каже под кој аспект?
Тоа сакам да го кажам. Значи, кога генерализираме за среќа. Во однос на Сирија, дефинитивно не сме посрекне нации. Тоа е во однос на тоа кога се дефинираме среќа несреќа, се случува да срекните луѓе прават компарација со исто така срекни луѓе, односно во што или каде ние ја мериме среќата. Несрекните луѓе имаат потреба да се споредат со понесрекни од нив за да се чувствуваат среќни. Ме разбирате ли? Значи, кога споредуваме, јас сум среќен, срекните луѓе кои ќе се дефинираат себе како среќни, сакаат да бидат во социјална конекција со среќни или уште посреќни, затоа што тоа ги стимулира кон Куди ше оној што лачи среќи? Допамин, серотонин. Така. Значи, Јуна сите тие дефиниции значи, уште јас ќе колку морам чекате ставно да поред се ќе дистанцирам од прашуваме. Мери Јанчева, бидејќи таа некако ми набива негативна енергија и морам да така негативно Ама се чекај чувствувам. сега, не Затоа да зборуваше се за- дистанцирам од неа. Значи, треба да се дружам со луѓе кои што се вака исполнети, среќни, насмеани, значи, што зрачат со позитивна Тоа е енергија. личен Нека избор. грешка ја разбра цела работа. Индивидуално, Како кога се дефинираме дали сме среќни, е сосема индивидуална состојба. Кога зборуваме за комплетна среќа или кога зборуваме на ниво на нација, кога зборуваме демографски, кога зборуваме на било, значи треба прво да разграничиме од каков аспект и зошто дефинираме дека сме несреќни. И како е правено тоа истражување, кога се например, правени на која психолошки основа? истражувања, кога се сведувала статистика на тоа кои се среќни, а кои не се среќни, има параметри, повеќе параметри. Значи тоа се лонгитудинални истражувања. Лонгитудинално истражување значи дека психологот зима една возраст, да кажеме тинејџери, и тој човек го следи во рок од 20 години како на основа на неговите животни случувања, прилики или неприлики, ја дефинира среќата. Тоа значи дека кога бил тинејџер, може да дефинирал среќата по параметрите што имам многу другари, излегувам, јас сум ѕверка, ме разбирате, и тука се доживува себе си како среќен човек, за да дојде периодот кога имаат примерно криза на идентитет и тука може да спласне нивото на среќа затоа што не се препознава каде треба да го насочи својот живот, не се знам кој сум. Тука се намалува. Кога ќе дојде до ситуација на партнерство, дали е брак или е долга врска, не е важно. Луѓето кои што имаат среќна врска се доживуваат како среќни луѓе, но има статистички податоци дека оженетите, односно мажените или оние кои што се во брак, може да се намали нивото на среќа во зависност од релацијата кога ќе се случи соживот. Потоа продолжува кога доаѓаме во средовечни години, односно вториот пубертет, менопауза, андропауза, таа состојба на среќа да се промени. Во староста, затоа што во Македонија немаме генерално здраво старење, затоа што луѓето со влегувањето во пензија престануваат да бидат тоа што биле до денот пред пензија. Автоматски продуктивноста, задоволството, исполнетоста, значи комплетно што ние дефинираме како среќа. Лонгитудиналните истражувања за да донесат вакви заклучоци се многу скапи и многу исцрпливи. И затоа се многу ретки. Ова што го зборувате е комплексна материја. Да. Дефинитивно. И значи сега Јас се прашувам сега тоа истражување што го имам прочитано, дали се заснова на такво едно? Па дефинитивно. Дефинитивно, но ние можеби не подготвени излеговме, бидејќи моравме да видиме под кои параметри ова е дека ние сме како најнесрекна нација. Па за тоа сега да прашам дали вистински сме несрекни сите генерално или нешто? Па би можело да кажеме да го оправдам или да дадам аргумент што би бил во корист на овој податок е тоа дека степенот на иселеност на нашата држава е многу голем. И тоа може да биде параметар дека македонците како нација не се срекни. Значи комплетно не им чини нешто што се случува тука и степенот на иселеност е голем. Друг момент кој што може да оди во прилог на овој статистички податок е наталитетот. Колку македонците имаат пораст во наталитетот? Една друга работа. Може да кажеш дека ова дефинитивно не паѓа наталитетот кај нас. Значи е во корист на статистичкиот податок. Значи можеби се земени само фиктивни статистички податоци кои што одат во прилог. Во време на војна не се раѓаат деца. Значи тоа може да биде еден од параметрите кои што е спореден и е дојдено до ваков заклучок, што не е погрешно, ама не е испитување на среќата
во нејзината комплексна димензија. Значи не се испитани повеќе фактори кои што можат да влијаат врз на чувството на среќа. Чувства на среќа имаат и животните. Со тоа што со луѓето се вклопуваат во оној сегмент дека избегнуваат болка. И луѓето го избегнуваат чувството на болка. Бегаат просто. За да кажеме дека едно куче е среќно, чувства имаат и кучињата, емоции имаат само луѓето. Значи емоции немаат кучињата, да го разграничиме тоа. Сега да те прашам. С оглед на условите на работното обкружување, тоест колегите околу тебе, срекна си? Ова веќе значи дека не е срекна. Значи ќе морам да се дистанцирам. Не, срекна сум. Ова Ама после... види си прашува и одговара, не ми Па ти дозволува мислиш, да се... Па чекај, мислев како прва ми кажа дека е срекна. Јас те прашав с оглед на условите на работното обкружување, тоест колегите, срекна си? И сега размислуваме чекај сега, дали ме прашува за... Ај, не ја правди. Не е срекна, што ми има за колега, тоа така можам да го сватам. Среќа е да го имаш Ване Среќа за колега. И тоа, нели, беше мода, тренд, некако сите принта. Друг момент кој што би одел во прилог на несреќата на македонската нација е социјалната помош. Финансиските подршки кои што се барат од Бирото за труд и социјал, од степенот на невработеност. Значи тоа е се што наликува во време на социјалните мрежи постојано бараме помош за некое болно дете. Значи тука во овој податок дефинитивно учествуваат факти излезени од статистички анализи на поодделни институции кои се занимаваат со економскиот статус, брачниот статус, наталитетот, морталитетот, сиромаштијата и така. Значи не е се поврзано со парите. Тоа е момент кога треба да дефинираме што на нас не прави да бидеме во добро состојба. Добро состојбата е комплексна. Среќа, задоволство, исполнетост. Да, има една песна. Креативност. Среќата со пари не се купува. Ама и секој го кажува тоа. Па тоа праша за Апсолутно е точно дека парите се параметар, но не се главниот параметар за среќа. Имаме проблем кога сега Извини, Сања, ќе те прекинам. Сите тие параметри што ги спомна, иселување, социјална помош, се тоа пари. наталитет. Се тоа пари. Младите не се решава сакаше да формираат семејство. Има и луѓе кои што многодетно семејство, па немаат многу, но стрикни се што се здрави и живи, што се заедно овде. И сега мене ме интересира како размислуваат тие што се срекни, а како размислува некој што има многу пари, не знае што со парите и нели ќе го прашаш и тој не е среќен. Има една главна работа што ги опфаќа сите генерации, а особено ја опфаќа младината на која што треба да ја го ставиме тоа што го имаме. Хедонистичкиот приод на воспитување и гледање. Ние произведуваме генерации кои што треба да бидат комплетно задоволни. Не смее да штрчи ниту една ставка во интензитетот на нејзиното остварување. Што значи тоа? Треба да се има пари, треба да се има автомобил, треба да се има дом, треба да се има квалитетно образование, треба да се има добра плата. На крајот и добра сопруга или сопруг, девојка пред тоа, расно куќе, добри дестинации за одмор, се ексклузивно. Зошто, например, сега не се согласувам со вас лично, например, со одредени ставки кои што барам од државата да имаме квалитетно образование. Не го зборувам тоа, зборувам за хедонистички приод на воспитување, комплетно, да не сите родители. Затоа има, што му фали на тој што има пари? Па му фали баш таа кола што сака да има и во таа боја. Ете, тоа му е проблемот. Може да има, ама во салонот ја немаше, што знам, винова перла боја. Со авангард интериер. И тој ќе биде разочаран. Да, и тука е несреќен човекот. Одговорив на прашањето. Инаку не комплетно кон што целиме. Исто има врска екстровертноста и интровертноста. Кога сме екстровертен карактер е... Извини, Ставро, ќе одиме на ова второ. Okay. Дали како родители, јас сум родител и Мери е родител, не слушаат и помлади родители, едноставно тој начин на воспитување, малте не сите го практикуваме, колку и да викаме не, да го практикуваме, да, види да биде добро момче, да биде ситуирано.
што треба да направиме? Еве јас сум родител. Ако ваков е овој пристап е хедонистички од моја страна, како да реагирам јас како родител да не стварам некоја тензија за да биде исполнето моето дете? Ова во мојата пракса, во мојата психолошка и психотерапевтска пракса, се наидувам на основата на ова хедонистички период во воспитувањето, а тоа е да ги довршиме нашите незавршени работи. Секој родител се труди да го колку може оттргне од тоа што било тежина во неговиот раст и развој и достигањето до одредена позиција која што има како таргет. И тоа е погрешно, затоа што ние на децата не им ја покажуваме немилосрдната страна на живењето. Ама како родител се грижиме пак. Чекај, извини, само да те прашам сега, нашки кажано, им го наметнуваме тоа што ние сме сакале да бидеме, но не сме успеале да бидеме, така? Од како млади сакала кола. Во однос на безбедност. Во однос на безбедност. Дете ќе купиш кола. Во однос на безбедност, во однос на поддршка, ние се што денеска правиме како родители, правиме во смисла на тоа да ги колку што може, баш колку што може, екстремно колку што може, заштитиме од тоа што би можело да биде конфликт со средина, мачење во однос на работна функција, на образование. Значи, ние бараме било каков начин да децата ги заштитиме од надворешната не од надворешни средина, и со тоа им правиме лошо на да не се мачат, да не се што ние сме генерации кои што има за задача да се прилагодат. Значи тука беше или адаптирај се или умирај, нема друго. Значи мораме да се научиме, да растеме со технологија, да промениме колку системи на образование се променија додека овие генерации стануваат родители. Се Ставров, но како родител сепак, мислам, еве јас ќе ти трема повторно, јас ќе се зема за пример. Го сакам најдоброто за моите деца. И многу нормално е заштитнички да бидам јас кон нив. И во согласно со моите можности да удоволам не расипничко, туку некое пристојно однесување, до возможни услови. Однесување е едно, прилика. Да, ама за да биде пак среќно. А и тука е другата страна. Ама, значи, збориме сега, например, во делот на образованието. Значи, ќе овозможиме услови за да приватен коледж, затоа што сите ќе одат таму. Можеби немам ниту јас, но да ја исполнам среќа да го исполнам неговото дете и знаеш, тој се навикнува на тој некој друг да му помага. Барем така бе разбрав во одредени ситуации. Генерално беше како дали тој хедонистички мој пристап, јас ако сакам да го заштитам моето дете и да му овозможам да без услови. Во овој сегмент на тресирање или овозможување најдобро за детето, ќе го посочам следното. Ако јас се трудам моето дете да стигне до најпрестижниот коледж и при тоа не ја дозволувам да ја види страната на конкуренција, пример како што се трудевме да влеземе на медицински факултет со приемен испит, за да доловам пластична ситуација. Кога ќе влезе на коледжот, односно кога ќе може да веќе да студира, ќе ја види таа страна која што е комплетно непозната. И тука се јавува незадоволство, некое страдање или таа капсула систем на воспитување, односно на заштита. Ме разбираш? Значи, да, се што може да се овозможи како родител. Не укажемо тоа, пуштете ги вие децата сами да се... Значи, ни по што, никако. Но, многу е... Зошто го зборувам ова? Зборувам за конкретно отсуство на незадоволување, дури и на минималистички, крајно и непотребни работи. Се соочувам со тинејџери од 15 до 19 години кои што на повеќепите ме имаат запрепастено со реченицата во нашата држава не може да се живее со просечна плата. Добро, зошто? Затоа што нивните родители ако земаат просечна плата, тоа значи дека 100 евра одат по оброк, затоа што тие нарачуваат готова храна од неколку реномирани ресторани кај нас, која што доаѓа со деливери,
пред училиштето, тоа се минимум 100 евра за 20 дена. За да, ако излегуваат, и имаат масите се наплаќаат, им требаат уште 200 евра, тоа се 18.000 на едно дете. Апетитите од нашата држава надвор не се исти. Во 9 часот малолетник не се шета по улица. Не може да има маса во кафич, додека не наполни 18 години, не може да има автомобил, не може да се шавра сам по трамваи или метроа, мора да има родител со него, не може или не сака затоа што има цел. А целта која е? Сакам да заработам за стан, сакам да си купам поволна кола, што може да се случи со работа во странство. Ама тогаш не се оди на ручици во ресторани, кои што чинат пари, тогаш не се седи секој ден на кафе по 2 пати, кој што чини исто така пари. И автоматски ние доаѓаме до моментот да ние жртвуваме од нашиот живот и од нашето комплетно задоволство, за да имаме статистички податок дека сме несреќна нација, заради тоа што се трудиме да го осреќиме нашето дете комплетно. И од друга страна тоа се профрлува на нашето дете, затоа ние дома сме нервозни, не може да му овозможиме се, пари се бараат секој дневно. Не, ние овозможуваме се, само сме ние поделени. Ние имаме брачни заедници кои што не се комплетни. Ние имаме жртва на родител кој што ќе направи се само за да функционираме како семејство. Во суштина, бракот е едно, семејството е друго. Тоа се комплетно две различни институции. Бракот го сочинуваат маж и жена, кои што имаат интимна врска, емоционална врска. Семејството го сочинуваат родители, двајца или еден, независно, со склоп на животни случаи, кои што се должни да го негуваат, одгледуваат и грижат и го воспитуваат детето, децата или колку и да се во семејството. Тие две работи не се мешат, но оваа страда заради ова, оваа страда заради ова. Тоа дефинитивно. Да. Сега, начнавме некако... Многу теми начнавме. Преку начнавме. сликата почнав, пак ќе кажам јас, некако ќе се ставам во улога на родител, за да видам како да постапувам со моите деце. Сега, јас пак имам едно друго, веќе да го поставам малку поинаку прашањето, дали ги наведуваме нашите деца на вистинскиот пат? После сето ова што го зборуваме и за излегувањето, сите го збориме тоа дека, нели, не треба малолетен да излезе. Еве јас сум свесно ја пуштам мојата ќерка. Добро. Дали го насочувам на вистински правец? Сите велиме, ама знаеме дека не треба ново време, ама како родител, значи ние генерално некако ги општуваме работите, а индивидуално никако не презимаме. Сите родители се свесни дека доколку постапат правилно, ќе направат нивното дете да биде неприфатено во друштвото. А на еден тинејџер му е најважно да биде прифатен од врсниците. Многу несвесно секој родител го пушта своето дете во устата на змијата, заради тоа што знае дека таму се комплетно сите деца. И што правиме сега? Тоа е колективна одговорност. Решение имаме. Тоа е колективна одговорност. Тоа многу лесно може да... Јас многу пати сум и после гостувањата и приватно сум контактирана како да ги спречиме младите конзумација на алкохол. Луѓе ме зафркавате. Значи имаме секакви или не инспекторски оделенија и ставаме за не точиме алкохол под 18 години не продаваме. Ние си ги праќаме децата и по цигари, по алкохол. Ние, како родители, оди до табакото земим. Не треба да му даде. Значи ние имаме комплетна одговорност. Ако јас како родител сметам дека моето дете не е ништо шкодно да пуши на 16 години, јас ќе му ја купам кутијата, ќе му ја донесам. Зошто ние можеме 3 граници понагоре да се однесуваме така, не можеме тука? Зошто? Затоа што имаме колективна одговорност, затоа што тоа е казниво, затоа што тоа е правилно, затоа што така сочуваме комплетно физиолошкото и менталното здравје. Ние сами немаме колективна одговорност. Кога еден инспектор, заради тоа што се знае, со собственикот на клубот, само ќе се прошета, а свесен е дека таму се 15-16 годишни деца, Ама тука зборуваме сега за институционалната, би рекол, одговорност на институциите кои што не вршат. Ние како родители имаме одговорност кон детето, да не го исклучам од социализацијата. Од друштвото, бидејќи на тој начин може да му влијаме и на менталното негово здравје. Ама не да влијаете, тоа е исто како да го притворите на ногица да е дома, значи да има ограничен простор на движење.
Значи домашен притвор е тоа во превод. Да не ја пушташ ќерката, Сите да не деца, ја пуштам да сите излегува. деца кои отскокнуваат во однос на, дури има, видете, значи сум се соочила со деца кои што се свесни немаат потреба да бидат експонирани на таков начин или сегде присутни. Ама тие деца за сметка на тоа го вложуваат нивното време во други покорисни работи. Пример, работат. Они пак се дел од друштвениот живот, ама се од другата страна. Разумно го користат времето. Има многу од нив кои што летно време работат на плажите во Грција. Значи, или тука во отварањето на летните дискотеки, многу пати имаат потреба од повеќе персонал. Значи, тие учествуваат, ама не се дел од оние од другата страна зад шанкот, ме разбирате ли? Тие се за жал мал процент. Тие се многу мал процент, тие се многу свесни, ама тие се исклучени. Да, ама тие некако, види, некако... Затоа го кажав институционалната одговорност. Комплетно, како општество, како луѓе кои што го трасираат патот на младите, нивното здраво функционирање и живење. Треба да се придружуваме до она. Океј, си го пуштил детето на 16 години, важи. Во 12 треба да е дома. Влегува рација и чао. 2-3 пати нема да излезе после 12 часот. Нека никој не каже да се скрати друштвениот живот. Има механизми. Јас растев така. Тоа е веќе институционално. Институционално веќе. Апсолутно. Ама сакам да кажам, она Ама што види, Ставров, имаме нефункционални институции. да не навлегувам во тоа. Имаме нефункционални институции. Апсолутно, ама и ние ги Еве јас сум родител и Мери е тука родител. е И свесни тежината. сме дека ние мојата малолетна ќерка треба до 12 часот да се врати, бидејќи е малолетна. Но се враќа 1:30. Сега, дали јас со моето инсистирање, може тоа се случи, иако она на 3 месеци ќе напълни веќе 18 години, но има и деца од 17, 16 и пол години кои што се враќаат во 1 часот, 1:30, како родители. Дали ги насочуваме на вистинскиот правец? Не. Затоа што ако тие Ама се не му- држат момент. Дали му влијаме па тогаш на менталното здравје? Па сега тоа ми е И стварно сум во дилема. Ако ние викаме сите деца се така, ајде да почнеме, сите родители сме такви. Значи ние треба најпрво да знаеме каде се движи нашето дете. Со кој се дружи и чие. Ако на времето чие е тоа дете, од која фамилија? Супер, многу Може. фино. Сега така треба да почнеме да функционираме, Не, за значи ние да џабе правиме прашувале нашо тоа. како да се како баш буквално наша заедница на возрастните со кои што јас ќе знам мојата ќерка или мојот син, односно моите ќерки и мојот син со кои се дружат. Автоматски кога знам се слушам. Доколку ќе го пуштиш? Сите се дојдат. Ајде ние нашите до 12. Сите ќе се дојдат 5-6 родители до 12. Ајде групата дома 12. Можеме, многу можеме. Прашање е дали сакаме. Да, тука се Родителите не сакаат да ги направат тие граници, тие Да. ограничувања. Знаеш што се случува? се во здрави друштво? граници на не. Се лажаат децата Да. и родителите меѓу нив. Јас прв ме викаш мене, јас прв си одам. И Сите сите. има таа реченица, јас прв си одам. А никој родител не посегнал, те го викнали те твоето? Си доаѓали? Твоето било тоа. Кој бе моето? Јас сакам да го вратам на време дома. Значи ние не комуницираме меѓу себе. Треба Има една- комуникација, да, прво да, да да. знаеме Комуникација. нашите деца како се дружат, па да Така. комуницираме со родителите добро. Апсолутно. И една ситуација, еве морам да ја споделам моја ситуација, се најдов во ситуација да слушнам дека јас сум еден од построгите родители. Ма да. Зошто? Затоа што знам да ограничам време на излегување и знам да ја барам да се врати. Јас сум еден од построгите родители. А што се другите родители? Како може 16 годишно дете да не те интересира каде, што прави и кога ќе си дојде дом? Па таа е таа одговорност, нели, на родителите. Апсолутно. Точно Значи- институцијата ќе ни помогне во тој дел, Може да ако се институцијата затвори и кафичи и барови и се, ќе ни помогнат, меѓутоа ние родителите сме главните. За да има една институција одговорност, треба да ја сочинуваат одговорни лица. Ние комплетно имаме одговорност за тоа што нашите институции не се одговорни. Ние ги правиме такви. Значи, оние кои што го сочинуваат системот, дел од нив сме и ние тројцата. Значи, ние секако, некогаш во животот некаде, сме посегнале по телефонот нешто да се Така е. завршиме, разбирате ли? Да, Значи, да, апсолутно да. имаме, ние имаме. Најпрво, еве па слушайте што ни направија. Така. Не треба подалеку да одиме. да, Ја имаш таму човек, дај бе прекурета, ајде какво ова закажување 2 месеци напред, јас им. Ние си ги правиме такви.
Значи ние комплетно, ние знаевме 2 години треба да се сменат документите. Ние ги променихме последните 4 месеци. Никој не се сликаше од 22 навака. Значи комплетно имаме одговорност во се што не е одговорно. Да, кога ни беа полицајци тука на гости, кога кажа на сите им пречи тоа не казнување и фаќање врски, а секој посегнува по телефон кога ќе го казнат. Ајде да тргнеме од некаде. И тие се родители што работат во тие институции, на пример. Зашто не си каже, чекај би, мојата ќерка треба да излезе на до 3 часа. Темата ни отиде во друг правец. Се нанервиравме. Како родители си прашувам зашто? Да. Младото ни беше сега. Малку ќе ме олепи за некој месец 18, полуголетна е така да. Да, ама пак ќе биде во таа џунгла, јас што ја викам. Пак ќе се соочува со тие неправди и различни. И пак ќе ни бидат несрекни децата. И повторно ќе викаме, мамо, само ти ми се јаваш од друштвото, како може само ти да се јаваш? Пак ќе бидат несрекни, пак се затвараат во соба, не разговараат со никој, пак ни кажуваат ти мене не ме разбираш, јас тоа ми е прашањето. Што се случува со новите генерации? Зошто ние не ги разбираме? И зошто секое второ дете некако ми изгледа несреќно? Заради се што претходно дискутиравме, нашата перцепција за среќно дете. Не може не поистоветува со тоа како детето се чувствува среќно. Можеби на детето не му е важно да трча надвор со сите други, додека вие го терате, ајде излези надвор, ајде сите се надвор, ајде, оди. Па имаме на девиза дека па не може многу деца да ги направам среќни. Бидејќи за нив среќата е да има PlayStation, да има мобилен iPhone, значи ова се така можам да го перципирам. Значи само се бара и треба да се удоволи, Ама си приметил дека колку повеќе се му купуваш и му удоволуваш и тоа се понесреќно. Љубовта која се значи среќа. Љубовта или наклонетоста или родителската грижа што се изразува со материјални добра е секогаш гладна. Затоа што тоа досадува гладна. Затоа што тоа досадува, на тоа му минува векот. Телефонот не е еден за цел живот, треба да се следат трендови. И така. Значи, тоа е едниот проблем. Другото е, кога дете ќе ви каже не ме разбираш, е точно тоа што имаме ние како замисла за негово добро, а што во суштина е неговото добро. Многу ретко се случува отворено да се разговара за тоа, прво да се разговара од аспект што мене ме очекува во овој период од животот. Тинеџерите се со толку комплексни мисли, со толку очекувања од родители. Па сопствена, има деца што пример не размислуваат на факултети, не размислуваат за понатамошна школа. Има родителите сметат дека треба да заврши факултет. Не ме разбираш е точно моментот кога не можеме да разбереме дека нашето дете и неговите компетенции или неговата најголема ажурност или давање од 100% е до тука. И го прифаќаме, моето дете заврши средно, примерно стручно, и е стручњак во таа област. Не има факултет, не мора да има. Зошто треба да има факултет? Каде го пишува тоа како параметар за успешно родителство и успешен ученик? Никаде. Ние имаме проблем со тоа да разбереме дека имаме расцеп. Имаме многу школувани и воопшто не школувана процентуално во државата. Значи сега имаме многу дипломирани по свашта нешто експерти и имаме луѓе кои што не успеале, а тоа е возрастните кои што останале во државата. И кога тоа ќе дојде во статистика, имаме една голема јама која што ја сочинува класата, која што ги рани и овие и овие. Работничката класа, која што всушност е потребната за едно општество да е живо и да е функционално. Ние им мутуривме во главата на нашите деца дека не треба да бидат тие, за да ги пратиме 3 граници понагоре и да бидат точно тие.
Добро, со трите граници натаму има па и друга теза. Има можеби многу неправди начинот на кој што функционира системот овде. И тие се незадоволни од тоа. И тоа е еден начин Не е само економскиот аспект. Не. Има, јас познавам луѓе кои што гневни како функционира системот. Точно. Голем процент не така замина. Зошто јас заседам тука кога јас конкурирал и некој си таму, нит познат, нит непознат, или го знаеш ти како, знаеме како одат некој. Да, и ќе отиде тој во Швајцарија, можеби како што спомна Сања, ќе работи во фабрика, било како, нема да очекува нешто висока позиција, но се зима редовно плата, системот му е во ред и тој е среќен. Да, ме вика, тука ние сме несреќни. Во Швајцарија, мијам чини Но сум среќен. Да, затоа што не е оптеретен со сите други општествени фактори кои што на нас не изгубуваат од фриждер. И на почетокот спомна да се оттргнуваме, како кажа, да се оттргнуваме од негативните работи и она што не прави несреќен. Да, Како тоа да се направи? И јас се обидам цело време да се тргнам од тоа негативно, ама никако не Другиот подкаст таму ќе се регулира. Па ќе одам секако треба, не е проблем. Како да се оттргнеме од негативните работи, кога Тоа ме интересира. На вистина, бидејќи сакаме со негативни личности, како личноста до мене. Тоа ни е комплетниот фокус или перцепцијата на тоа каде се доживуваме себе си. Значи, за да се лепиме за некој или некаде, во мојата професија најчесто се испоставило дека сето она што кај нас не го признаваме, прво го гледаме кај другиот. Односно класична проекција. За да нешто признавам кај себе си, односно ми е тешко да го признавам, примерно дека јас сум многу егоцентричен или себичен, прво ќе го приметам кај мојот колега, пријател, како си себичен. Проекција. Го проектирам делот од мене кој што не го признавам кај себе си, го гледам најпрво кај другиот. Значи, за да се отргнам од онаа што ме растревожува, прво треба да признам дека можам и сосема нормално да го почувствувам. Оние кои што бегаат точно од овие моменти се плашат од меланхолија, тага, некое чувство на нелагодност или моментот на хедонизам. Значи мора се да ми биде комплетно, па се буквално како ѓаволот од темјанот, така се тргнуваат од работите. Луѓето кои што се отворени, односно екстровертни, асертивни, односно кои што се во припомош, кои што имаат потреба да се грижат за другиот без да бараат за возврат, немаат проблем да се соочат ниту со негативните емоции. Ги анулираат и се трудат да ги претворат во позитивни. Ние многу често не ги признаваме двете поларности, ниту на емоциите, ниту на било која животна состојба. Сега сме економски добри, но кој знае што носи утре, тоа кој знае што односи утре, не се размислува, па се тупкаме тука се што е можно да се направи за да не се случи, а нема контрола врз тоа. Не постои сигурност дека за секојаш ќе биде така. Значи се плашеме да се погледнеме самите себе и да си кажеме што ни фали и да се разбереме самите себе. Да, сам колку е важно, добивам чувство дека како нација го изгубивме тој однос на семејство. Сериозно ви го кажам ова, некако добивам чувство дека не сме семејство уште од мали нозе. Дека некако сме ностоп тргнати по работа, дека ги запоставуваме, дека не комуницираме со нив што не се разговара на ручек кога ќе се седне. Има се некако во трк. Колку е битен разговорот, таа хармонија, обидот да споделуваме заеднички прошетки. Мислам, јас сериозно ви кажам дека ретко да видам јас семејство на прошетка. Да. Можам да видам семејство на ручек. Ама на мобилни се, не разговараат. Ти кога ќе ги видиш во ресторан, да. Колку е битен тој разговор, тоа хармонија да се наметне што од мали нозе, на почитување и отворен разговор за било што, па дури за среќата. Што не прави среќа? Има еден момент кој што е во севкупност на оваа тема што ја дискутираме, тоа е од делот демографските фактори и се вика дека нациите кои што се порелигиозни го имаат овој сегмент. Значи ние сме малку и тука гладни. Ужасно сме гладни.
Со тоа што немаме... Не малку, ако може... Тоа на филмовите како што го гледаме. Значи тоа дека треба малку да се посветиме по внимание некако. Не добивам млад брачен пар некако како семејство, како един. Ретко можем да видам, не знам. Значи институцијата брак и институцијата семејство се две различни институции. Бракот се случува и црковно и општински, нели? Граѓански брак се случува и црковен брак. Она што едното и другото го кажуваат дека супружниците еден со друг треба да се грижат, да бидат во добро и во зло и така натаму, со тоа што во религиозниот момент се вика дека тие од двајца ствараат, нели, семејство и нормално, нели, во граѓанскиот брак, за да бидат оние кои што ќе прават од двајца едно цело или тоа ќе се вика семејство. Луѓето кои што се порелигиозни комплетно го разбираат суштинското давање, односно важност на сакањето. Бог е љубов, сето она што го правиме е љубов, ние си даваме љубов, помошта е љубов и така натаму. Значи многу се подхранети со давањето како давање без очекување за назад. Луѓето кои што отсуствуваат или го имаат традиционално религиозноста, а традиционално подразбирам славење на сите празници кои се на неголемите христијански или католички или било кои празници, тие остануваат токму на тоа да се повикуваат на религиозниот аспект во животот кога нешто шкрипи. Кога е потребна вербата, односно надежта, односно љубовта, односно големата великодушност, добродетелството или што и да е. За да едно семејство функционира од ваков аспект, односно да комуницира, односно да биде едно, би требало се да циркулира. Ние не треба да се задржиме на тоа дека избравме сопруг и нашето семејство биде обоено во нашите односи. Затоа се распаѓаат семејствата, затоа што сопружниците, кога стануваат родители, многу малку од нив ја сваќаат сериозно улогата родител. Дека јас во моментот кога сум станала татко или мајка, имам улога плюс која што не завршува никогаш. Оваа улога може и да престане, брачната улога може да престане во моментот кога за нешто некаде ќе се разидеме, нема да се спогодиме, има секакви различни причини за развод. Важно е во тој момент да се остане родител. Тука шкрипиме ние дури кога сме во комплетна заедница. Затоа што ги мешаме. Независно дали сме комплетни или не, тој однос, како да се изразам сега, таа комуникација, дали ни фали на нас комуникација родител-деца? Па на нас не фали се затоа што ние живееме комплетно во едно општество каде што имаме имагинарно живење. Имагинарното живење се телефоните. Таму имате профили со псевдоними, дури со реални презимиња и имиња кои што не можете да ги сретнете по улица. Значи типкаат и имаат и храброст, имаат и став, имаат и свашта нешто да кажат. Децата најпрво. Значи децата ние по тој начин и живееме. Да, и советот би бил да се отворено разговаре во кругот на семејството, сега независно дали е брачна заедница или пак родителите со колку да бидат Ама ние комплетно се плашиме од неуспешност. Ние страдаме од моментот дека нема да сме успешни доколку и на брачниот другар му кажеме не се снаоѓам во оваа улога. Ние имаме породилна депресија затоа што не сите просто ја примаат раѓањето на детето како еден нормален животна активност и улога. Затоа што доаѓаат на отпор од средината, сега ова, сега она, па сопругот очекува дека вие сте родена мајка, дека тоа треба да биде нели природно, тоа треба да биде да имаш мајчински инстинкти. Не. Имаме постпородилна депресија затоа што млади, независно и возрастни мајки доаѓаат во судир со тоа што да правам кога не знам и никогаш во тоа не сум била. Притисокот на неуспех на нас не ни дозволува отворена комуникација, затоа што ние денес имаме проблем некој да ни каже како бе тоа не го знаеш.
Како може да го не го знаеш? Не? Па не Че се било има ама смеја да Ама кажеш. ние се плашиме да прашаме. Па да, апсолутно. Тоа е дел од Тоа тоа, е да дел. се срама. Сега јас ќе прашувам таму, како не. Да. Значи се случува, не знам, семинари, Останувате на ставот пресконференции, дека треба тоа да е се тоа. комуницира. Нема, се случува, јас сум била дел од Никој не многу зборува. презентации, семинари. Јас зборувам во воспитно-образовната сфера. Значи присутни сме на повеќе обуки, на повеќе презентации, на повеќе седници, на што и да е врзано со образованието и воспитанието. Наидувам на тоа дека ги гледам колегите како цупкаат и немаат сигурност да кажат чекајте малце. Зборуваме за наша дејност, а зборувате за некакви реформи или промени или што е да е, не се вклупуваат со она што се случува во реалноста. Исто е во било кој друг сегмент. Тука Нашата се и несигурност. децата, да. Мислам дека ако, баш како што спомна и колегата Ване, ако се разговара уште од мали нозе со децата во семејството, ти ќе може би имат меѓу поголема брашките партнери. сигурност, да. Апсолутно, тоа почнува од таму. Мислам дека ние Отворена- кога отворено не зборуваме и се плашиме да отворено да зборуваме, некако настануваат и се таложат одредени проблеми, нејасноти, И па се се создаваат и оддалечуваме. нервози и некако, знаеш, честопати, нели, може да надигнеме тон, а се до тоа го слушат младите, децата, и се полека се губи, па влегува тој во свој свет. Јас не сум стручен, Да. ама предпоставувам дека е така. И затоа викам, дали е потребна таа комуникација уште од мали нозе? Ние Да не се можеме, наметнува епа таа да. семејна хармонија, да се разговара отворено. Вие во разговорот рековте дека можеби апетитите на децата во одредена возраст не ги Не знаат. соодветствуваат со не тоа со- што вие мислите така. дека му е на него апетит. Токму поради тоа што нема можеби разговори, Па ние нема. свесно Па размислуваме. нема. Ние се трудиме да задоволиме без да прашаме. Затоа што следиме Повторно, глобално, нема генерално. повторно Да, таа да, да, да. комуникација. Апсолутно комуникацијата и не можеме да го избегнеме моментот дека се уште се живееме со предрасуди и стереотипизација од патриархалното воспитување, дека на маж не се кажува се и ти на жена ли ќе веруваш. Значи тоа колку да не се лажеме. Значи тоа е апла така. Замисли колегата на машина. Тоа е апла така, исто како што во минатото се криеле болестите во фамилијата како змијата нозете, затоа што нема да се мажеш ако кажеш дека имаме некаква генетска болест. Или пак, како Значи, си се- дека има дечко, како мајка дозна, па не му кажува на Не му таткото. кажи на тата. Значи не можеме да си го исклучиме тоа дека се уште тоа не демне. И таа слобода или тоа себеостварување, кога зборуваме за заминување во странство, е точно таа слобода. Слобода. Тоа што младите бараат да живеат одделно од возрастните, е тоа што не умеат да кажат окей, стоп. Значи вака. Многу сте ни потребни. Нема, како викаат србите, нема без старца нема ударца. Значи не може без возрастните. Ние не можеме без возрастните. Значи дури да се иселат преку 100 граници. Свесни се они подолу колку има деца. Што не се свесни, ич не се свесни. Не, отколку Ги користат, ама тоа е општо. Тоа е корист. Тоа е корист. Природно, нели, си растеме, се... Да, се- значи, мамо да ги гледаш. еве, значи Пак ние ни не треба. можеме без возрастните и наместо да седнеме и да си кажем, многу сте ми потребни. Многу. И ние вас, Да. и вие на нас. Но има едно нешто што се вика жолта линија. Да. Јас сакам да ми кажеш ако грешам, ама мислам дека ова што го правам со моето семејство, затоа што ние имаме база Да. и имаме наше створено семејство. Базата е база и никој нема да смени. Така. Ама во ова ново компонирано Да. се мои Ставно, правила. За тинеџерите... Да, тоа околу тинеџерството, значи пак ќе се вратиме на тој разговор како поучно нешто вака да излечеме. Да, разговараме и честопати се соочуваме со недоразбирање, со од противната страна. Јас сум мојата ќе, ма тато ти не ме разбираш, па може да дојде до некоја искра, да повишен тон, или пак некојаш и соза ќе падне, бидејќи не се исполнува де. Како тогаш да постапуваме? Сериозно, честопати се прашувам, сум бил во дилема, дали сум удоволил, дали вистински постапив, дали вистински прашав. Мене ме интересира. Децата никош нема да бидат отворени кон нас. Очекуваат малку родителите да отворат и за нивните проблеми, и за нивната среќа, и за нивните потреби, желби и така натаму. Како ние како родители? Како Честопати го велиме ова, дека е потребно разговор, но кој да го поттикне тој разговор? Многу е лесно.
знаете како, ние сме свесни и буквално за се што може да се случува во присутните родители знаат како. Сега кажав присутни родители. Значи, мојата присутност во животот на моето дете. Односно, колку сум присутен во неговиот училишен, односно школски живот. Колку сум присутен во неговиот друштвен живот. Колку сум присутен во тоа удоволување на некакви апетити, дали се негови лични или се наметнати мои. Присутноста на еден родител многу лесно му дозволува да отпочне комуникација. Еве, класичен пример за тоа, се случува да избере инструмент да свири. Сакам слободна активност, сите деца одат на музичко и јас сакам да одам на музичко. Добро, а дали ти мислиш дека ти одговара на тебе да одиш на музичко? Како не, јас сакам гитара, уште малечка многу сум сакала гитара, окей, се тргнува. И обврските, вежбањето, трудот не одат паралелно заедно со тоа што ние сме го имале како концепт, односно детето мислело дека тоа многу полесно ќе оди и има тежина. Откажувањето од тоа и удоволувањето на родителот, па не може да се снајде, е првата грешка, пример, во таа комуникација или во тоа удоволување или во тоа конфронтирање со личните избори. Ако јас на моето дете тогаш му укажам дека се е можно, да сака и да не иќе, автоматски развивам понатака еден систем на манипулација со кој што во било кое време и ќе се насолза очи и ќе се запримети тон, затоа што во моментот на исходот на комуникацијата нема оди во прилог. Детето уште од утробата е најсебичното суштество што може да постои. Мајката ќе ја донесе до слабокрвност, но на него нема да му се исполни, да му се исполни. Премногу ми го ова, дали би децата знаат да манипулираат со нас. Со типичниот пример. Дали добро разбрав дека треба да му го купам и да го пуштам детето на музичко по одреден инструмент, гитара, па само да се соочи дека не може да успее во тоа. Мислам, дали да продолжиме за не може да успе или во старт да кажеме дека па мислам дека познавајќи си го детето дека нема да. Ама вие го познавате детето. Си го познавате детето. А нели треба да ама тоа не се познава. Па добро, значи јас знам од моето дете лесно се откажувам. А зошто лесно се откажувате? Му е возможно еднаш или два пати да се откаже без проблем. Без труд, без мака. Извини, си избра гитара, изволте. А да не му дозволуваме да се откаже лесно. Да. Тука е таа строгост што треба да покажеме. Ама не е строгост, тоа е само доследност на онаа што си го избрал како желба. Но Затоа што после се наметнуваат се други проблеми. Јас не се вклопив во моето оделење. Не ми одговара до кого седам. На мене наставничката по математика ме погледна така и кажа зошто ти редовно не носиш домашно. Значи ние тука проникнуваме многу и ние не треба се да на други реагираме ситуации. на тоа, не треба да одеме во училиште да кажуваме на класната дете, молам премести ја или Значи има моменти кои што би требало да се ги би требало значи ако знаеме дека имаме интроверт, односно дете кое што нема да искомуницира дури кога ќе му е најлошо, наша должност како родители е да го запознаеме класниот раководител или оделенската наставничка дека детето е повлечено, не е отворено и дека можеби ако се случи нешто нема да каже. Не, моето дете преместете го, ти оно не му е убаво. Разбирате ли? Значи да се даде одговорноста, односно буквално функционирањето во училницата на оној кој што е одговорен. Дали е наставник во предметна, класен раководител или оделенски наставник, да ја води работата, но да знае со кој има работа. Тоа ќе биде многу олеснато доколку при упис на прводеленци или константно се врши некакво психометриско мерење во однос на карактерни особини, степен на интелигенција и така натаму. Чекај, јас сакам да прашам, кога стигнавме до училиштето. Да го пуштам детето или да не го пуштам детето? Да го пуштиш. Детето ќе си оди затоа што е избрало. Аха.
и ќе се соочи со тежината. Но не растат апетитите дека утре, задутре нешто друго ќе побари, носто треба таткото да или родителите да одат. Значи, сакам да одам. Има пробен период, кога ви дозволува, примерно, музичкото училиште ви дозволува да видите дали ќе биде окей или не. Ако не продолжува. Никој не ве тера со сила. Не, сите право, дај инструмент, купи ми гитара, купи ми топка, купи ми патики од 150 евра. Затоа што ќе бидам кошаркар. Кошаркар ќе бидам. Значи, тоа е легитимно го прашувам ја, затоа легитимно бидејќи малите деца, тука таа возраст 5-6 години, сакаме како и ние како родители не знаеме како се. Значи, никогаш си на крстопат дали да купиш патики од 150 евра, Джорданки се трескам, а што току почнува он со кошарка? Па затоа се дава пробен период. Затоа што се откажуваат, адаптацијата трае од 3 до 5 недели. Дадете се 2 месеци рок. Како што да не им удоволуваме на децата се што ќе побарат, да ги оставиме сами да се изборат во животот. Едно е да изберат, значи имаат желба. Видете, значи едно е да остваруваме желби, а друго е да ги спасуваме од собствените желби. Не, разбирате? Желбата значи деца како деца се сакаат. Ама апсолутно ние сме тие што може тоа да го прекине. И на музичко, и на англиско, и на секако. Затоа ние поставуваме услови. Значи повторно се сведува на комуникација. Да. Затоа кажав, значи нашата присутност, окей, ама поставувам услов. Не би сакала твоето формално образование да страда за сметка на твојата слободна активност, што и да е. Така. Значи, колку и да си ти професионален фудбалер или кошаркар, ти треба да имаш формално образование. Имаш iPhone, ама сите петки да ги видат. Сеедно, значи сеедно, нека е репер, нека е и... За оние кои што веруваат во Дедо Мраз, може и со Дедо Мраз да се спасувате до некоја возраст. Кој верува на денешно време? Дедо Мраз од децата. Децата веруваат во Дедо Мраз. Има една... Има една... први белки од биди свој Дедо Мраз ќе донесе нешто. Има една многу убава играчка, а тоа е од Америка, тоа е америчко помодарство во врска со нивниот божик. И тоа е Elf on the Shelf, тоа е помошник на Дедо Мраз, кој што го посвојувате вие дома и му давате име и тој се движи, а го движат родителите нормално. Тој се движи и сега тоа е класична манипулација на родител од дете. Затоа ви кажувам присутноста. Значи ако знам дека сака да оди на музичко, пример, или на спорт или на што и да е, Елф остава писма. Тука го преправате ракописот. Очекувам од тебе да ишчисти собата. Татко ти вчера беше нервозен, како си ги расфрлал патиките, не знам што мајка ти колку тажна беше затоа што стопатите. Не знаете како се поправаат во однесување. Тоа е таа присутност во однос на посматрање на детето и го користите елфот во ваша помош. Во близина на детето, знаеш буквално како диши детето, да бидеш постојано со него. Не со обседнатост, без обседнатост, без таква обсесија. Значи не. Тоа... Но пак ќе кажам, обседнати се со да им удоволат и да бидат нивните деца најдобри по секоја цена. Да ги имаат петките, нема. Ама кој е тука најдобар? Јас сум најдобра верзија како родител помеѓу сите родители или моето дете е најдобро? Ние имаме истроматизирани деца од родители кои што имаат силни апетити да бидат успешни родители. Значи ние ќе пропустуваме децата по тој начин. Кога зборувам ние, говорам генерално. Значи јас за да се доживеам како успешен родител, моето дете пред да тргне во прво оделение треба да знае цела азбука, да брои до 100, да одзема до 10, 20. Не, вашето дете треба да знае да си ги заврзи патиките, да си ја закопче јакната, да си ја спреми ташната и да си ги прибере работите што ќе ги извади на клупа. Не треба ништо друго да знае, затоа што школството е безцелно тогаш. Зошто имаме наставнички од прво до пето оделение, зошто имаме од 6 до 9, зошто имаме средно образование, ако треба детето сето тоа. Па во прво оделение ќе му биде комплетно досадно и ќе произведеме дете кое што ќе биде темпераментно и многу грешат со тоа хиперактивно. Значи хиперактивно е диагноза. АДХД. Значи хиперактивност е едно, нарушување на во раст и развој, темперамент е нешто друго. Значи кога зборуваме темпераментно дете е дете кое што е живо и просто не му треба активност. Со АДХД веќе треба на секој 10-15 минути да му давате нова активност за да се занимава, за да не
за да го држува вниманието тука. Тука се наметнува прашањето за улогата на психолозите во училиштето. И вие сте психолог во Никола Карев. Да. Многу ме интересира дали кај вас доаѓаат млади, разговараат со вас на нивна иницијатива. Дали се случува тоа? Се случува кога јас прво одам. Свесни се тие дека нешто им фали? Јас го барам начинот, прво барам во секоја година има по некоја, како да кажа, по некој генерален проблем. Како е епидемија си го како не е пандемија, ама епидемија. На прва епидемија, на втора епидемија, на трета епидемија, на четврта, што согледувам некој проблем, пример што сметам дека го има во цела четврта. И си почнувам, ќе се представам, ќе се земам еден час од колега кој што има 4 часа, пример, во тој ден, и во комуникација отварам врата за да може да се дојде. Јас не би можела да очекувам да дојде било кој од било која година ако вратата ми е затворена, односно ако јас чекам и седам во мојата канцеларија. Успешноста на стручната служба, се едно дали е психолог, педагог, социјален работник, дефектолог, е неговото движење, односно циркулација низ институцијата во која што работи. Ние не можеме да очекуваме дека нешто ќе ни дојде ако седи. Како ќе ни дојдат пари ако не работи? Така. Како што спомна родителите да се присутни во животот, така и мојата присутност. Апсолутно. Мене сегде може да ме најдат, само не во канцеларија. Кај најде? Значи, движењето низ зградата во која што работам, дефинитивно ми овозможува да створам слика или да створам поле за работа, блискост и она што е точно таа стигма или таа предрасуда дека кај мене доаѓаат деца кои што треба да им се изречат педагошки мерки или кои што треба да бидат казнети, кои што треба не знам што, не знам како. Не е точно. Значи, стручната служба учествува во превенирање за да не треба да реагирање на одредени проблеми. Да, тоа сакам да прашам, дали се децата доволно свесни или веќе, не знам, модерното време им го дава тоа право, да кажам, да дојдат да се разговараат со тебе за некаков можеби беззначен проблем за некој друг. И приватно инсистираат преку родители да разговараат со мене. Ме интересира што проблеми имаат младите што сакаат прво со вас да разговараат, а не со родителите. Не се свесни. Многу проблеми. Ти не знаеш кои се проблемите на твојата ќерка или мојата ќерка, јас не знам кои се проблемите. Знаеш што, можеби има некои моменти кои не ги знаеме. Не знаеме како да пристапиме, бе, ќерко. Можеби и тоа што не знаеме да пристапиме и не откриваме целосно проблемот на пример на мојата ќерка. Од мојата и од приватна пракса, а и од професионалното улога во училиштето, прво излегуваат на површина проблеми кои што немаат врска со суштинскиот проблем. Значи, ние имаме конфликт вербален помеѓу две ученички или двајца ученици, неважно, и конфликтот ескалира до таму да имаме вербална агресија. И таа вербална агресија може многу лесно да премине во невербална агресија и за да тоа се превенира, доколку учествувал во целата таа расправија, некој од моите колеги си дозволува за право да ме повика, да ги донесе и да разговараме, односно советот давно ги насочи. Не е проблемот грубата комуникација. Нешто друго. Зборовите што се употребени, нешто е позадинско. Што е? Најчесто адаптацијата во новиот простор. Мешовитоста на различни карактери. Она што тоа се случува најчесто пример во прва, па може и во втора. Таа безбедност на мојата средина до 9-то оделение, моите луѓе, мојата комфортна зона прави сето тоа да ме толку расчлени разнебити, ако ја немам мојата најдобра другарка или ја имам, ама сватам дека во моментот она си нашла за неја компетентно друштво, и одговараат и ме оставила мене. Никој на никој не остава, никој со никој не е залепен, закачен, ама на 15, на 16 години тоа изгледа како многу страшен проблем. И тој проблем оди до таму да се случува сајбербулинг, значи си праќаме слики, коментираме лошо,
доаѓа до стварање на банди во наводници, друштва, тие таму такви, тие ваму. И се случува разор во една училница и класниот руководител се смета за неуспешен затоа што нема хомогена група. А во суштина треба да сватиме дека во било која, се зборувам од улога на психолог во средно, комплексноста на една училница е како да имате цела општина Струмица во едно место. Со сите 72 села. Со сите различни динамики. И тоа додека да стане едно цело, треба пак да се раздели. И во тој процес многу е важна мојата и улогата на моите колеги во стручната служба. Затоа се организираат, се прават најразлични работилници, се разговара на одредена тема што сум ја детектирала. Со машките е друг проблем. Ова е женски проблем. Со машките е кој ќе биде главниот петел во кокошарникот. Значи, тука доаѓаат од различни места, овој бил таму, овој бил таму, овој бил во Василевското школо, овој бил во Василското, овој бил во Сандо Масев, овој во Пацаров, и сега тука кој од тие 5-6 ќе биде главен? Сигурно некој што има во трета година, некој што го знае. Да разбирате, и сега, тие проблеми на социјална отфрленост, кога еден тинејџер ќе се почувствува дека не е во една група, а е свесен дека припаѓа, не носи кон анксиозност, вознемиреност, нетрпеливост, или го носи кон некоја тага, меланхолија, што може да прерасне во некаква депресивна состојба. Значи, секако е некој момент што не иритира. Иритабилност, нешто што не вознемирува на било каков начин. Затоа тинејџерите од мравка слон се случува, но сериозен слон, заради тоа што го детерминира понатаму социјалното функционирање, карактерот, начинот на кој што ќе ги сожвакаат работите, а како на родители и ни баби и дедовци кои ќе станете, треба да бидете свесни дека кога детето ќе добие заби, треба да му се дава храна која се жвака, меле, голда и вари. Ако го храниме детето со каши, дури кога има заби, правиме сервилно дете. Дете кое ќе очекува се да му надробиме, испасираме и да му дадеме само да го голда. Автоматски растеме дете кое што ќе се научи дека било кој во животот ќе му каже како треба да се однесува. Не ги растеме, како да кажам, не се самостални и не се доволно храбри да се изборат со сите надворешни. Затоа и страдат во социјалниот сегмент на врсници, страдат точно заради тоа. И не се среќни, доаѓаме на тоа. Или да не, значи плашејки се, ако дојдеме до среќата, плашејки се да испитат негативна емоција, ќе бидат на страната на оној кој што е насилник, само и само да не го испитат лошото чувство. Да се биде нападнат, да се биде дел од булинг. Значи, ќе бидат на страната на насилникот само да не бидат нападнати. Значи, никогаш во улогата на жртвата. Ме разбирате? Разбирам, да. Тие посегнуваат до таму да просто бидат во едно јато, згрижени, само и само да не бидат нападнати. Многу малку се тие што ќе останат од другата страна. Таму во тоа. Да. Сања, јас многу едукативен разговор имав. Многу поучен. Да. И тоа со практични примери. Да. Едноставно се кјавам со музичкото. Дај, кажи ми. Дали треба? Навистина, многу често разговараме на таа тема. Еве, имаме и 2-3 подкасти сме имали на таа тема, но мислам дека е неисцрпувачка таа тема. Добро, го држиме ова. Не, поучни се ваквите. Еве, например, досега не сме со музичко, со патики за... Ма не знаеме сериозно се дали да му задоволиме или да не му интересно, да, колку по-религиозни, толку по-приврзано семејство, па разговор со семејството, па близина, присутност на родителите. Тој збор многу ме остави впечаток, да бидеме присутни во нивните животи. Еве, нека биде тоа апел до сите родители и гледачи. Пред да завршиме. Не само да кажеме, ги гледаме децата. Ама знаеш што ќе кажат? Значи, не намкјори, чувари, ама ај доста ностоп
Да не ги бараме, да не ги бараме на телефон. Да не добиеме премногу да бидеме како наклонети заштитнички или да не Како да се знаат каже да тоа? реагираат и децата да кажа аман доста вие Ама не е тоа сенка да им се Културно претвориме на децата. присутни. со нашата Суптилно присутност. Значи да, не е некаква. како да сме им собствена сенка. Тоа е исто кога имаме интерес што ќе се случува во Струмица Open Fest 24. Да, ма он вика. Значи ќе каже- сакаме да ќе да каже имаме што се информации. спрашувало, со кој се Не се Не, испрашува, но не тоа- испрашуваш. Не испрашуваш. Значи има начини како. Односно, Ма не е чекај, проблем. а Не е не проблем. завршев. Има. Не сакам. Ова е Има. интересно. Само Да. едно да кажам, може би е доволна комуникација еднаш на телефон, например во денот, како си помина на училиште, се случили нешто, некако и отвораш простор на конкретно за мене ќерката да си каже. На тоа мислите присутност. Присутност да. и комуникација, најбезбедна како родители. За ова, мислам се едно, нека ви одзвонува во главата. Кога ќе почнете да споделувате за себе со нив, ќе им отворите врата да споделат и на тие со вас. Значи, кога зборувате со било кој, неважно дали е дете, сопруг, сопруга, пријател, зборувате во прво лице еднина, зборувате за себе. Кога критикувате, исто, јас мислам дека таа постапка не ти беше во ред, а не ти, таков, онаков, не знам, отварате фронт, затварате врата или правите отпор да немате комуникација, односно имате монолог. Најчесто комуникацијата помеѓу родите и дете се сведува на монолог, а не на диалог, затоа што не споделувате вие од вас. А барате да ви се сподели, не може. Значи, ако сакате да знаете каде ќе оди вашето дете, прост пример, сабота се договараме, пријатели да се собераме, почна пролета, колку во време, сите си ги уредија дворовите, вие дечки нели се собирате во мали нешто, во кој кафичи се годите на времето, јас кога изгледам, почнувате да споделувате нешто од вашата младост, нешто интересно од вашиот тинејџерски живот, од вашето средно школство, основно, седно, малските игри и така натаму, за да имате Тука информација. имаме на ова реакција. Јас кога бев млада, така беше и одма право. Нема јас кога бев млада. На мене ми беше интересно. Ама мамо. На мене ми беше интересно. Има за една теза. Сакал. Ние кога бевме млади не правевме така и постојано ама вашето време не е исто сега ама со сега нашето. не е исто вашето. Морате да дадете за да добиете како за крај. Многу поучни. Ставров, благодарам. Да, Ви благодарам јас и вам. на крајот сепак ќе кажам. Родителите кажавме да слушаат, да бидат присутни, да даваат од себе совет за младите. Тие што се од другата страна, тие како да се однесуваат, и дали да не слушаат, како, што... Имаме и психолози само во еден училиште, главен да. проблем. Сите ние слушаме за да одговориме. Многу малку слушаме за да разбереме што ни се кажува. Кога активно ќе слушаме за да разбереме што другата страна сака да ни каже, се едно дали се младите или ние повозрастните како родители или бабите, дедовците, кога не слушаме за да дадеме одговор, имаме плодна комуникација. Значи, слушањето под активно, односно те слушам, те примам, ама тоа активно слушање е кога употребуваме реченици во јас. Пример, кога би сакала да го критикувам моето дете, ми му кажа, јас не очекував дека ти можеш последователно 2-3 пати да заборавиш домашно. Јас мислев дека ти си крајно одговорна. За сметка на тоа, ако ја потребите реченица, ти си крајно неодговорна, па каков ученик се замислуваш ти, па каде ќе стигне со тој памет, па дали мислиш што воопшто ќе заврши сред... Го напаѓате И затвора врата. Затвора врата. Значи, јас кога ќе... Сакам да ми се обраќаш со јас мислам. Да, тогаш Јас имате мислам. конфликт, И дефинитивно. да покажува малце емпатија колегата кон мене, така. И да уште ме еден трик, разбира. родителски трик. Ајде, Кога има сакате да имате вертикална, односно хоризонтална равноправност, зборувате рамо до рамо, не конфронтирани вака, како на распит по полициска станица. Деме, така разговараме. Да, рамо до рамо. Гледаме во хоризонтот напред. Си седите, пример, на клупа, колку е убаво на клупа, колку е убаво надвор, ако имате маса, на кревет седите еден до друг. Значи, не на трапезариска маса, така. Или влегувате во соба и пак ли ти е растурено?
Ќе Се јави седнеш до учителката, неа, имаш как ке, си, зашто личи тоа? Па како дете Да, си, да, ништо да. не бива. Не завршувам. Ставов ти благодарам на вистина Ви беше благодарам повишно и вам. ова, вака отворено, искрено, со типични примери. Мислам дека често пати како родители се запрашуваме дали сме на вистинскиот пат, дали вистински ги насочуваме нашите деца. Дали сме лоши или добри родители? Јас Па, многу добро, често се прашувам тоа. Да, може и така да го формулираме. Се додека ва води срцето, не правите грешки. Да, Да. да. Благодарност. Благодарам и на од вам. мене, се надам дека ќе се видиме повторно. Нема да завршиме овде со разговорот, во некој нареден период ќе имаме уште многу теми и ќе видиме дали ќе се подобри ова наша нација, дали ќе станеме малку посрекни. А благодарност до тебе, колешке, што ме слушаш за да ме разбереш, а не да ми одговориш. Благодарам, колега.